Во Македонија влегуваат 5 нови инвестиции, кои ќе отворат околу 950 директни и околу 1000 индиректни вработувања. Кристијан Делев, заменик министерот за економија, ми информираше дека меѓународниот конзорциум Евромакс Ресурс, која има концесијата за рудникот Иловица, која во минатиот период вршеше испитувања на теренот, не само што донесе конечна одлука, туку обезбеди и финансирање и ги завршува подготвителните работи за огромна инвестиција за отворање на самиот рудник, инвестиција од некаде половина милиарда евра во повеќе години. Добиена е гаранција за кредитирање од германската влада во вкупна вредност од 240 милиони долари за започнување на инвестицијата и работата на рудникот Иловица во општина Босилово. Со градба ќе се почне во периодот септември-октомври оваа година, а градбата ќе трае година и половина, пошто ќе почне експлоатацијата на рудата злато и бакар. При градежните работи ќе бидат ангажирани околу 1000 градежни работници, а во фаза на експлоатација над 600 рудари и други вработени. Бил Павлевски, министерот за инвестиции, кој од Хјулит Пакард од Бостон, дојде во Македонија на моја покана. Ми информираше дека една западноевропска компанија, чиј собственик е со потекло од Македонија, донесе одлука да инвестира во современ производствен погон што би ја ослужувал металуршката индустрија. Инвестицијата би била во Охридско, за што инвеститорот ќе инвестира над 2 милиони евра и ќе креира најмалку 100 нови работни места во првиот период, што ќе значи решение за 100 семејства од овој регион. Почетокот на инвестицијата би бил во текот на есента, а во текот на јули италијанската компанија Технохозе ќе отпочне со градба на својот трет погон на нови 5000 метри квадратни во зоната Бунарџик, при што ќе се отворат околу 100 нови работни места. Инвестирањето на трета фабрика од страна на уште една компанија е уште една потврда за добрата бизнис клима во Македонија и одличната соработка на бизнис тимот на владата со странските инвеститори. И германски Кеслер, кој е меѓу првите странски инвеститори од електромашинската индустрија во Македонија, ќе отворат производствен погон во Тирс Скопје 1. Не известија дека планираат со почеток на втората фаза на проектот, а тоа е отворање на отворање на производствен погон, фабрика за производство на технолошки производи од електромашинската индустрија. Ќе започнат со работа во веќе постоечки погон, а од септември ќе започнат градба на свој објект во технолошко-индустриската развојна зона Скопје 1, а производството би стартувало кон крајот на првата половина од наредната година. Ќе започнат со 50 вработувања, а потоа сигурно ќе расте овој број. Германска компанија од областа на информатичката технологија донела интерна одлука да инвестира во Скопје во капацитет за развој на софтвер. Инвестицијата за почеток ќе донесе 100 нови вработувања, за што ќе вложат 2,6 милиони евра за 3 години. Потоа бројот на вработувања ќе расте. До крајот на летото се планира официализирање на оваа инвестиција и почеток на нејзина реализација. Компанијата веќе изнеми деловен простор во центарот на Скопје и почна со првичните регрутации на кадри. Инаку од почетокот на годината почна, односно објави инвестиција 18 компании, меѓу кои Symphony Solutions, холандска инвестиција во IT секторот со нови 200 вработувања. Инвестицијата на Johnson Controls во Струмица ќе овозможи најмалку 2500 директни и индиректни вработувања. Во Кочани наскоро ќе се реализира кинеска инвестиција за производство на опрема за оризопроизводството со систем капка по капка преку потенцијалниот инвеститор Ван Донг.